Денешната пресконференција е реакција на појавата во јавност на поранешниот претседател на СДСМ и премиер на државата, кој што нели формално уште од почетокот на 2022 година не е во политиката, но јасно е дека ги влече конците и во време на претходниот претседател на СДСМ и премиер Димитар Ковачевски, во време на актуелниот претседател на СДСМ Венко Филипче, што е најдобар доказ на она што го зборуваме постојано, а тоа е дека се во целосна координација и дека лидерот во сенка на СДСМ е токму Зоран Заев. Со истиот вординг кој што го користи и Филипче, што укажува на тоа дека на дневна основа се координираат со него и толку се блиски што дури и исто се изразуваат. Или можеби исти човек од заедничкиот тим им ги пишува и говорите и статусите и на едниот и на другиот. Сепак, од она што го напиша, се гледаат неколку работи. Прво, со тоа што кажа и што го кажува, ќе мора да внимаваме да не ни ја повлече државата со себе во провалијата, затоа што јасно е дека она што го прочитавме е израз на паника и на страф. Втората работа, многу е јасно дека СДСМ, ваков СДСМ, има само една цел, а тоа е да заштити одредени елити во рамки на самата политичка партија и ништо повеќе од тоа. И затоа е толку голем отпорот кон реформи во судство и во обвинителство, и тоа е последниот бастион, последната одбрана на неколку елити во СДСМ, и овој СДСМ служи само на Зоран Заев и служи на Дуи на Али Ахмети, кои што гледаат своја повторна можност и повторна шанса во политиката. Човекот кој што ги нанесе најголемите национални порази на Македонија, најголемите национални предавства, и во чија што време криминалот цветаше и корупцијата царуваше, во чија што време се случија најголемите корупцијски афери, наеднаш се појавува во кампањата за да му покаже и на Венко Филипче и на цел СДСМ кој во суштина ја води партијата. И затоа е потребна една масовна референдумска излезност на овие избори, да се заврши работата уште на 19 октомври, за еднаш за секогаш да се стави крај на овие корумпирани елити, чија што единствена цел е заштита на себе и на своите блиски. Ова е многу јасно и од начинот на настап и од она што го зборуваат. А впрочем, дека имаат концесии, особено кон источниот сосед, многу јасно говори и декларацијата која што ја понудија во Македонското собрание на само неколку дена пред почетокот на кампања, која што очигледно Заев ја пишувал, а Венко Филипче ја поднесе. И затоа мора да се стави една јасна линија и јасна граница од една страна, а од друга страна мора народот јасно да му се каже која е понудата на овие избори. Понудата на овие избори од една страна се Зоран Заев, Али Ахмети и Венко Филипче како помошник на Зоран Заев, а од друга страна се реформите, напредокот и она што го почнавме минатата година, да го продолжиме со уште позасилено темпо, паралелно со силни реформи во судство и во обвинителство.